Го гледате најновото информативно издание на К1 телевизија. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите случувања од регионот, Македонија, светот и спортот. Еве ги настаните на денот. Половина од поднесените барања за легализација на дивоградбите во Кавадарци се веќе легализирани. Високите температури од портокалова фаза штетни по човековото здравје, но и за земјоделието. Велес по 8 пат ќе го чествува свети великомаченик Пантелеимон. Половина од поднесените барања за легализација на дивоградбите се веќе легализирани во Кавадарци. Од самиот почеток во 2011 година па се досега бројот на поднесени елаборати е над 9000 барања. Само за Тиквешкото езеро има околу 2500 барања, кои значително ја зголемуваат бројката на објекти кои треба да се легализираат во споредба со големината на градот. Локалната самоуправа изминатиот период легализираше 50% од дивоградбите во Кавадарци. Во првиот наврат во 2011 година имаше 7500 барања, а во 2016 година имало меѓу 1500 и 2000. Вкупната бројка на поднесените елаборати до сега се движи нешто над 9000 барања, информираше градоначалникот Александар Панов. Мислам дека сме некаде се движиме кон половина од овие барања, од легализација или одбивање на овие барања, а според тоа бројката на Тиквешкото езеро се движеше негде околу 2200 до 2500 вилички, што значително ја зголемија бројката на објекти кои што треба да се легализираат во споредба со големината на градот. Значи имате град Кавадарци кој од 40.000 има, мислам дека има повеќе од дивоградби за легализација дивоградби од општина Велес. Тука се гледа компарацијата на еден град кој што е 10.000 население поголем од Кавадарци, ние имаме повеќе барања за легализација. Процесот продолжува и понатаму. Панов подсети дека предност ќе им се даде на оние граѓани кои имаат приоритетни барања и сакаат да легализираат. Доколку имаат неопходна постапка при префрлување на имотот, ставање на имотот под хипотека, службите им стојат на располагање. Рокот за легализација на дивоградбите истекува на 31 декември 2017 година. Жешкото време ги наполни амбулантите на матичните лекари, но и на итната медицинска помош. Најчеста причина за посетата на лекар била диареја, повраќање, стомачни тегоби и граѓаните се жалеле дека им е лошо поради високите температури. Колешката Валентина Михајловска разговараше со доктор Лилија Чолакова-Дервишова токму на оваа тема. Зголемен е бројот на пациенти кои бараат лекарска помош од своите матични лекари. Најчеста причина за посетата на матичниот била диареја, повраќање, стомачни тегоби, а се жалеле дека им е лошо поради високите температури. Доктор Лилија Чолакова-Дервишова истакна дека пациентите кои побарале помош претходно пиеле ладни течности. Нашето тело има 37 степени Целзиусови, значи температура, и вие ако цел ден денеска им несувате на цревата котски мраз, ладна вода, ладни напитоци, храна, ладна лубеници, сето тоа прави еден дисбаланс на цревната флора, иде до воспалителни процеси во тој дел на дигестивниот тракт и сето тоа го пореметува варењето и тие сите процеси кои што се прават за варење и обработка на храната и нормално иде до болки, до проливи, до повраќање, мачнини.
Доктор Чолакова Дервишова со апел до граѓаните да избегнуваат излегување во периодот од 10 до 17 часот, а да се внимава и на исхраната. Да се консумира овоштие, овошни сокови, природни цедени би препорачала. Тоа е навистина доволно за организмот во овакви високи температури кои што постојат во надворешните услови. Да не се јаде храна која што е со голема концентрација на соли, на конзерванси, заради тоа што предизвикува повторно потреба за поголемо количество до вода и тоа е задршка на соли и на вода, иде до покачување на притисокот. Да се јаде повеќе пати во помали количини и вода најмалку литар и пол на ден, но истата да не биде со екстремно ниска температура. Хронично болните редовно да ја земаат својата терапија. Од итната медицинска помош пак велат дека интервенциите се вообичаени. Дневно вршат околу 15 домашни посети кај хронично болни лица. Високите температури повторно секојдневие во Македонија. Синоптичарите најавуваат дека живата во термометарот и во наредните денови ќе биде висока, ќе расте и УВ индексот. Од Министерството за здравство препорачуваат од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата на 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Согласно најавата на метеоалармот од Управата за хидрометеоролошки работи, земјава и денеска е во портокалова фаза. Од Министерството за здравство препорачуваат од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и лицата над 60 годишна возраст, додека сите останати лица при појава на каков било здравствен проблем веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Да се реорганизира работното време и да се почитуваат препораките за заштита од високите температури. Носење лесна светла облека, пиење течности и вода најмногу 2 литри на ден, јадење повеќе овошје, зеленчук и свежа храна, намален интензитет на физички активности. Треба да се избегнува директна изложеност на сонце и работа на отворено, особено од 11 до 17 часот, додека хронично болните треба редовно да ја земаат терапијата, а при појава на било каков здравствен проблем треба да го контактираат својот матичен лекар. Летните горештини се штетни и за лозијата и родот, особено оние насади кои се наоѓаат на западна страна. Се препорачува да не се лачат лозијата од страна на залезот на сонцето и наводнувањето треба да се изврши пред да настане топлотниот бран. Летните горештини и температурите над 40 степени се штетни за лозовите насади и родот. Во Тиквешијата, како најголем лозаровински регион во Македонија, од летните горештини најмногу се погодени лозијата кои се наоѓаат на западната страна и тоа поради високиот УВ индекс. Ова е особено изразено кај лозијата на суво, а зависи од сортата. Например, десертното грозје од сортата Викторија е многу поотпорно на сончев прегор, а трпезното грозје Мишел е најосетливо. Затоа постојат неколку мерки кои би требало да се применат во ваква ситуација. Тоа се, не треба да се лачат лозијата од страна на залезот на сонцето и поливањето да се изврши пред да настане топлотниот бран, додека пак белите вински сорти не треба да се лачат воопшто, за виното да има зеленкасто жолта боја, а не да има интензивна жолта боја. Почнуваат активностите на Државната изборна комисија, но и на сите учесници од локалните избори кои што треба да се одржат на 15 октомври. ДИК го утврди раковникот за изборите. Повеќе за ова во прилогот што следува. Државната изборна комисија го усвои раковникот за локалните избори за членови на советите на општините и град Скопје, градоначалници на општините и главниот град. На 21 август почнува јавниот увид во избирачкиот список и истиот ќе трае до 9 септември, додека рокот за собирање на потписи за листи на независните кандидати за советници и градоначалници е од 21 август до 4 септември. Најдоцна до 9 септември политичките партии треба да ги поднесат своите листи на кандидати. Локалните избори ќе се одржат на 15 октомври, а вториот круг би се одржал на 29 октомври. Кампањата ќе започне на 25 септември.
На седницата на Државната изборна комисија беа усвоени и барањата до Министерството за внатрешни работи и до Министерството за информатичко општество за доставување на податоци кои се потребни за креирање на избирачкиот список, како и пополнување на составот на изборните органи. Општина Велес и Повардарската епархија по 8 пат заеднички ќе се поклонат пред целибникот Свети Пантелејмон, светецот кој цели 19 века бдее над овој град. Со празнична вечерна богослужба на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски господин Агатангел со свештеници од Повардарската епархија, вечерва ќе започне чествувањето на Свети великомаченик Пантелејмон, заштитник на Велес. По поклонувањето пред иконата на светителот, пред присутните ќе се обратат градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и митрополитот Агатангел. Велешани уште од 13-тиот век го славеле Свети Пантелејмон, кој го чувал населението од чума и колера. Велес успевал да им одолее на овие болести и народот смета дека во тоа му помогнал великомаченикот Пантелејмон, затоа што тој е заштитник и на лекарите и на здравјето на луѓето. Од оваа причина и во 1855 година е изграден и храмот посветен на Свети Пантелејмон, а еве веќе 8 година поред со благослов на владиката Агатангел, Советот на општина Велес донесе одлука тој да биде и заштитник на градот. Во уметничкиот дел на програмата предвидено е да настапи младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи, солистички настап на Ана Михајлова, музички перформанс на квартет велешки музичари и драмски перформанс на драмското студио Словото. Утре ќе се одржи архиерејска божествена литургија со која ќе чиноначалствува господин Стефан во сослужение со митрополитот Агатангел. Чествувањето е во организација на МПЦ, Повардарската епархија и општина Велес. Пратениците на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија до Собранието на Република Македонија поднесоа интерпелација за работата на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Според анкетата на Институтот Павел Шатев, над 60% од испитаниците не го поддржуваат во сегашната форма договорот за добрососедство со Бугарија, кој неодамна беше потпишан. Вестите од земјава. Пратениците на ВМРО-ДПМН поднесоа интерпелација во Собранието за министерката за труд и социјална политика Мила Царовска поради контроверзната стратегија за мигранти и бегалци. Пратеникот Владко Ѓорчев на пресконференција рече дека Министерството за труд и социјална политика не ги консултирало ниту граѓаните, ниту општините. Ставени се пред свршен чин, а тука ваков стратешки, долгорочен документ за еднината на Република Македонија се потуркува без одобрување на граѓаните на Република Македонија. Уште еднаш станува збор за стратешки документи за еднината на Република Македонија, за проекти кои што ќе значат енормни трошоци во милиарди и милиарди евра во наредните 10 години. Според стратегијата на владата, ќе се троши огромна сума на пари за сместување, градење на згради во голем дел во општините во земјава, потоа за вработување социјални програми. Според анкетата на Институтот Павел Шатев, над 60% од испитаниците не го поддржуваат во сегашната форма договорот за добрососедство со Бугарија, кој неодамна беше потпишан, и сметаат дека одредбите од овој документ одат во полза на нашиот сосед. На прашањата околу споменатиот договор во кој не се опфатени испитаниците албанци, 22,4% одговориле дека го поддржуваат договорот со Бугарија, но дури 62,5% се изјасниле дека тој ја нема нивната поддршка. Со не знам на прашањето, генерално дали го поддржувате или сте против договорот за добрососедство со Бугарија, одговориле 15,1% од анкетираните.
На прашањето дали сте за или против славење на важни историски настани за Македонија, например како Илинден заедно со Бугарија, за заеднички празнувања се изјасниле 19,8%, додека против рекле 57,9% од анкетираните, а не знаат или не сакале да се изјаснат 22,3%. Анкетата е спроведена телефонски во периодот помеѓу 3 и 5 август на примерок од 1350 испитаници на ниво на целата територија на Република Македонија, а резултати подлежат на статистичка грешка од плюс-минус 2,1. При лизгање на земјиштето во југозападна Кина загинаа 23 лица, а до лизгањето дојде поради обилните врнежи од дожд кои го погодија поголемиот дел од земјата. Како што е наведено во соопштението на локалната влада, 2 лица исчезнале по лизгањето на земјиштето во планинската населба Сичуан, додека едно лице е спасено. При лизгање на земјиштето уништени се вкупно 71 домаќинство. Продолжуваме со вестите од светот. Планирано е продолжување на проверката на објектите во Сирија во кои се претпоставува дека е складирано хемиско оружје, го информираше Советот за безбедност на Светската организација генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш. Според извештајот на Организацијата за забрана на хемиското оружје, со подобрување на безбедносната состојба во Сирија, се создале услови експертите да ги проверат и последните 2 од 27 објекти во кои сириските власти произведувале и складирале хемиско оружје. Сирија треба да одговори на серија прашања за нејзината програма за хемиско оружје, наведува Гутереш во својот извештај до Советот за безбедност. Сирија стана членка на Организацијата за забрана на хемиско оружје во текот на 2013 година, откако сириските власти беа обвинети дека извршиле напад со хемиско оружје врз цивилно население во реони под контрола на бунтовниците. Тужба против администрацијата на Доналд Трамп поради закани дека ќе укине одредени федерални средства за градови што даваат прибежиште на илегални мигранти, ќе поднесе градот Чикаго. Чикаго нема да дозволи основните права на неговите граѓани да бидат изолирани и прекршени. И Чикаго никогаш нема да се откаже од својот статус на град што дава добре дојде, изјавил Рам Емануел, градоначалник демократ на Чикаго. Тој најави тужба многу брзо. Секретарот за правда Джеф Сешенс изјавил дека ќе бидат запрени грантовите за градови што не прифаќаат барања во врска со имиграцијата. Заедниците како градови прибежишта се оние што одбиваат да соработуваат со федералните власти во барањата да држат во притвор странски државјани уапсени поради обвинувања што немаат врска со нивниот имиграцијски статус, се додека припадниците на имиграцијските служби не ги преземат и евентуално депортираат. Времето денеска сончево и многу топло со температура до 40 степени. До петок ќе се задржи претежно сончево и многу топло време. Македонија ќе биде во портокалова фаза во однос на опасноста од високи температури. Во сабота во текот на денот ќе има зголемување на облачноста и ќе дува засилен југозападен ветер, но дневната температура се уште ќе биде висока. Преку ноќта кон неделата се очекуваат врнежи од дожд проследени со ретки грмежи. Во недела ќе дува засилен северен ветер, а дневната температура значително ќе се намали и се очекува да достигне од 25 до 32 степена. Со кратките метеоинформации го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието и пријатно.